Добре дојдовте. Ајде денес да зборуваме за еден од најамбициозните, можеби и најважните енергетски проекти во историјата на Република Македонија. Проект што ветува дека ќе го реши клучниот проблем на нашата енергетска иднина. Ова е приказната за проектот Сува Гора. Ама чекајте, пред да скокнеме на решението, мора прво да го сфатиме проблемот. И тој проблем е еден вистински парадокс. Како е можно нешто толку добро, како што е бумот на соларни централи, всушност да создава огромни главоболки за целиот наш електроенергетски систем? Ајде малку да го расчепкаме ова. Епа тука влегуваме во срцето на она што може да се нарече енергетскиот парадокс на Македонија. Имаме се повеќе чиста, ефтина енергија од сонцето, што е супер, ама токму поради тоа, стабилноста на целиот систем однаш е доведена во прашање. Како е тоа можно, се прашувате? Па, еве како тоа изгледа во реалноста, ден за ден. Преку ден, особено во шпицот, некаде меѓу 10 и 16 часот, кога сонцето е најсилно, новите соларни централи произведуваат огромен, ама на вистина огромен вишок на струја. Толку многу што мрежата едвај може да го издржи, а цената паѓа на минимум. Ама штом зајде сонцето, приказната се врти за 180 степени. Производството од сонце паѓа на нула, а ние дома се уште трошиме струја. И одеднаш, од вишок, имаме огромен недостиг. Што правиме тогаш? Мораме да увезуваме скапа струја, што на крајот секако се чувствува на сметките. Значи, да заклучиме. Главниот проблем не е во производството на струја, туку во нејзиното складирање. Прашањето е како да ја спакуваме таа ефтина сончева енергија од пладневните часови, за да можеме да ја користиме навечер кога ни е најпотребна и секако кога е најскапа. Ова е прашање вредно стотици милиони евра. И токму тука, како одговор на ова прашање, се појавува идејата за проектот Сува Гора. Најлесно е да се замисли како една гигантска водена батерија. Внимавајте, ова не е извор на нова енергија, туку е огромен масивен систем за складирање на веќе произведената енергија. Технички, ова се нарекува пумпно-акумулациона хидроелектрана, или скратено ПАХЕ. Звучи комплицирано, ама принципот за сето ова е, генијално едноставен. Замислете си два огромни базени со вода, еден долу, а другиот високо на планината. Кога има вишок ефтина струја преку ден, користиме пумпи за да ја качиме водата горе, а кога ни треба струја навечер, едноставно ја пуштаме истата таа вода да тече надолу низ турбини кои произведуваат струја. Едноставно, зарем не? И сега доаѓаме до делот што го прави овој проект на вистина посебен. Висинската разлика помеѓу долниот резервоар, а тоа би било езерото Козјак, и платото на Сува Гора, каде би бил горниот резервоар, е неверојатни 800 метри. За да добиете представа, тоа е како да наредите 3 Ајфелови кули една врз друга. Во овој бизнис висината е се. Колку е поголема висинската разлика, толку повеќе енергија може да се складира со истата количина на вода. Добро, ова звучи интересно на хартија, ама како точно би функционирало сето ова во пракса? Ајде да видиме како би изгледал еден типичен ден во работата на оваа гигантска водена батерија. Целиот циклус се одвива во 3 чекори. Прво, полнење. Преку ден, кога соларните панели работат со полна пара, вишокот струја ги напојува моќните пумпи кои ја качуваат водата од Козјак горе, на врвот на планината. Вториот чекор е складирање. Водата си стои мирно горе во резервоарот, како полна батерија, чувајќи ја таа огромна потенцијална енергија. И третиот чекор секако е празнење. Навечер, кога ни треба струја, вентилите се отвораат, водата се пушта назад кон Козјак, ги врти турбините и ете струја за целата мрежа. А за да добиеме представа за колкав размер зборуваме, замислете го ова. Горниот резервоар би собирал неверојатни 20 милиони кубни метри вода. Тоа е како да имате 8000 олимписки базени полни со вода на врвот на планината. Оваа огромна количина на вода се разбира значи и огромна количина на складирана енергија. Ама чекајте, сега доаѓа можеби најимпресивната бројка од сите. Ако резервоарот е полн, оваа централа бе можела да работи со полна сила, без престан, повеќе од 5 дена. Што значи ова? Ова не е само за балансирање на струјата од ден за ноќ. Ова значи дека Република Македонија добива стратешка енергетска резерва, нешто што може да ја спаси државата при повеќедневни енергетски кризи или кога со денови нема сонце и ветер. Се разбира, кога се зборува за вака големи инвестиции, мора да се праша, а што е со другите опции?
Како овој проект изгледа во споредба со, например, долго најавуваниот проект Чебрен или пак со модерните литиумски батерии. Па ајде да ги ставиме бројките на маса и да видиме. Животниот век, Сува гора би траела над 80 години, исто како и Чебрен. Литиумските батерии, тие би морале да се менуваат на секои 10-15 години. Ама клучната разлика? Погледнете ја цената. За да се добие истиот капацитет на складирање, батериите би чинеле неверојатни, астрономски 6 до 8 милиарди евра. Сува гора, околу половина милиарда. Тоа е повеќе од 10 пати поевтино, а во споредба со Чебрен, Сува гора има еден огромен адут, висинската разлика од 800 метри, што ја прави далеку поефикасна за складирање енергија. Со вакви бројки на маса, не е ни чудо што инженерите кои стојат зад оваа идеја доаѓаат до еден многу смел заклучок. Тие тврдат дека, гледано на долг рок, ова би бил убедливо најпрофитабилниот и најисплатлив енергетски објект некогаш изграден во државата. Добро, зборуваме за огромна сума пари. Ама каде точно би отишле сите тие пари? Па, како што се гледа, речиси половина од трошоците одат на градежните работи, да се ископа и изгради тој огромен вештачки базен на врвот на планината. Потоа, голем дел се скапите турбини и пумпи и секако огромните челични цевки кои треба да издржат неверојатен притисок. Но ајде да бидеме реални. Проектот ваква големина, со ваква амбиција, не може да помине без сериозни предизвици и ризици. Потенцијалот е огромен, да, ама и пречките не смеат да се занемарат. И тука доаѓаме до можеби најголемиот технички ризик. Самата планина. Сува гора е карсна, што значи, народски кажано, порозна е како сунѓер, полна со пукнатини. Постои реален ризик, ако само се наполни резервоарот, водата едноставно да исчезне, да се впие во земјата. Затоа, целото дно на резервоарот мора да се обложи со специјална и многу скапа изолација. И да не го заборавиме притисокот од 80 бари во цевките. За споредба, притисокот во гума на автомобил е околу 2 бара. Овде зборуваме за 40 пати поголем притисок. И покрај сите овие технички главоболки, економската математика зад проектот е прилично јасна. Да, системот има загуби. За секои 100 денари струја што ќе ги потроши за да ја качи водата горе, назад ќе врати околу 78 денари вредност. Ама трикот е во тоа што купувате струја кога е ефтина, можеби за 1 денар, а ја продавате кога е најскапа и најпотребна, можеби за 10 денари. На денешниот пазар на струја, тоа го прави овој проект, како што велат инженерите, вистинска машина за пари. И така, на крајот се сведува на едно прашање. Од една страна, имаме проект со огромен потенцијал, вистинска шанса за енергетска независност. Од друга страна, имаме огромна инвестиција и сериозни технички ризици. Дали Сува гора е навистина енергетскиот спас што е потребен на Република Македонија? Одговорот на тоа прашање, како и да е, ќе ја обликува нашата иднина во наредните децении.